Од кога постои канцеларијата на Народниот правобранител во Тетово, на која локација и како со текот на годините се менуваше свеста на граѓаните и растеше довербата во Народниот правобранител? Канцеларијата на Народниот правобранител тука во Тетово започна со работа на 1.11.2004 година, а 2005 година е избран и првиот заменик народен правобранител тука. Во почетокот бројот на предметите, статистиката покажува дека се мал. 5-10 предмети, меѓутоа со текот на времето, колку повеќе граѓаните дознаваа за народниот правобранител, се повеќе барат негова интервенција и заштита на своите права. Локацијата е истата, улица Илинденска, број 85, наспроти основниот суд во Тетово. Институцијата Народен правобранител во Македонија постои веќе 20 години. Да. Институцијата Народен правобранител постои 20 години и токму оваа година во месец мај се одржи 20 годишнината од основањето на Народниот правобранител и по тој повод покрај една мала прослава, значи имаше издадено и монографија по однос на постоењето, работењето од почетоците и се текот како се одвиваше, како оваа институција постепено растеше и се приближуваше до граѓаните. Колку вкупно граѓани се обратиле во канцеларијата на Народниот правобранител во Тетово во првите 6 месеци од годинава и колку предмети се формирани? Во првата половина на 2018 година во канцеларијата на Народниот правобранител во Тетово беа дојдени околу 350 граѓани со своите проблеми по однос на повреди на своите права, загарантирани со Уставот и законите. Во овој период што го напоминав, се формирани околу 145 предмети, од кои што до сега се завршени околу 120 предмети, за 60 постапката е се уште во тек. Од завршените предмети околу 50% се предмети по кои што е постапено побарањето на Народниот правобранител, односно е одстранета констатираната повреда на правата на граѓаните. На што најмногу се жалат граѓаните оваа година? Кои права најчесто им се повредувани од страна на државните институции? И оваа година, како и претходните, да речем, 2 години, најголем број од преставките беа од областа на финансии и граѓаните се жалеа на неоснована утврдување и наплата на радиодифузната такса. Иако со Законот за измени и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги септември 2017 се укина радиодифузната такса како јавна давачка, сепак остана ваквото задолжување. Причината е затоа што не се ажурираше регистарот на обврзници кој што го води Македонската радиотелевизија, односно тој регистар не се прочисти, остана таков каков што е и се уште постои недоволна комуникација помеѓу Македонската радиотелевизија и Управата за јавни приходи. Па така и покрај тоа, значи што се укина радиодифузната такса, решенија граѓаните не примаат. Меѓутоа, поради нерасчистен заостана долг кој што стои на тие решенија, од друга страна УЈП ги затвори финансиските картички спрема обврзниците, повторно нотираме вакви проблеми, каде што се блокира трансакцијската сметка на граѓаните по основ на ненаплатена радиодифузна такса, иако имаме двојно задолжување во едно семејно домаќинство, се блокира сметка на приматели на социјална парична помош, постојана парична помош или некои други права од страна на социјалната заштита кои што се изземени по однос согласно овој закон. Понатаму втори, би рекле, по бројност се преставки од областа на правосудството. Тука граѓаните се жалат по однос на одолговлекување на постапките кај првостепените судови, кај обвинителството и управниот суд. Тука повторно се јавува истиот проблем кај управните судови, каде што се водат управни спорови, меѓутоа е таа координација помеѓу управниот суд и извршната власт е малку отежната. Имаме одреден број на преставки кои што се однесуваат и на работата на извршителите, конкретно на неправилности во постапката за извршување. Затоа што по пат на присилна наплата се земаат средства на граѓаните кои што се стекнати по основ на социјална помош.
Дали, исто, значи повторно, социјална парична, постојана парична помош, детски додаток, кои што согласно законот за извршување се целосно изземени од извршување, како и случаи каде што не се внимава на ограничувањето, кои што важат согласно законот на извршување, тоа се 1/3 од плата или 1/3 од пензија. Во ваквите случаи се се доставуваат укажувања до извршителите и тие не се прифаќаат, односно се постапуваат, значи, по даденото барање и укажување од страна на народниот правобранител. Во медиумите многу се зборува за дискриминацијата. Има ли граѓани од Тетово кои што се жалат на дискриминација? Конкретно, представка за дискриминација во нашата канцеларија немало. Меѓутоа, и во случај да дојде граѓани да се пожали на дискриминација, дека е дискриминиран од страна на некој орган на државната управа, орган на единицата на локалната самоуправа или пак органи и организации со јавни овластувања, тогаш ние сме во надлежност да ја формираме представката, да се формира, значи, предмет и тој се доставува до канцеларијата во Скопје, затоа што во Скопје во состав на таа канцеларија има посебно одделение за работа со предмети со дискриминација и друг вид, исто така тоа гласи, значи, одделение за заштита од дискриминација и друг вид на нечовечко свирепо постапување и однесување. Значи, те се специјализирани во областа на работи и представки повреда во однос на дискриминација. Колку предмети биле формирани лани и во споредба со оваа година, дали тоа е ист број на предмети, помалку или повеќе? Во споредба со минатата година, значи овие 6 месеци од 2018 година, бројот на предмети е малку намален. Може да кажеме една споредба статистичка. Во извештајната 2017 година ние постапивме по 488 случаи, од кои што во овој период беа примени 370 предмети, а извршени се околу 700 разговори со граѓани. Во предметното постапување при констатирани повреди на човековите права и слободи по 327 предмети е прифатена нашата интервенција. Која е постапката за еден граѓанин да се обрати до канцеларијата на народниот правобранител во Тетово? И дали постои можност некои граѓани кои што се во пооддалечените општини да се обратат до канцеларијата на народниот правобранител на поинаков начин, освен да доаѓаат лично? Вака, народниот правобранител се дефинира како орган на Република Македонија кој што ги промовира и штити уставните и законските права на граѓаните. Секогаш кога тие се повредени со акт, со действие, со пропуштање на действие од страна на орган на државната управа, орган на единиците на локалната самоуправа и органи и организации кои што имаат јавни овластувања. Како заштитник на граѓаните, тој е воспоставен, значи целта на неговото постоење, воопште работење е да им се помогне на граѓаните да ги остварат своите права кои што им се загарантирани со уставот и со законите. И во случај на повреда на тие права се преземаат действија и мерки да се коригира таа неефикасност и неефективност токму на овие органи, на органот на државната управа, на единиците на локалната самоуправа, на органи и организации со јавните овластувања, јавните служби. Секој граѓанин кој што смета дека некој негово право е повредено, може да дојде во канцеларијата на народниот правобранител во Тетово. Секој работен ден од 8 до 16 часот. Покрај тоа, значи што може да се оствари директен контакт со граѓанинот. Граѓаните може исто така да се обратат и на телефон, со електронска пошта и писмено може препорачано. И во тие случаи може да се формира предмет и се формира ако има основ и може да се добијат и правен совет. Постапката пред народниот правобранител е бесплатна. Исто така, оваа канцеларија, покрај што имаме надлежност за Тетово, спаѓа и Гостивар. И во Гостивар продолжи праксата, значи секој последен петок во месецот имаме средба со граѓани. Дали има ситуација кога граѓани се обратиле до канцеларијата на народниот правобранител, а не сте биле во можност да формирате предмет? Не може да се формира предмет анонимен. Значи, граѓанинот во случај да не сака,
да се представи за себе, че се ги задржи своите лични информации, може да добие совет. Тогаш не може да се формира во тие случаи предмет. Совет може да се даде, напаствие, а во случаите кога пак не сме надлежни, тогаш го упатуваме кај надлежниот орган. Има случаи кога граѓаните доаѓаат со решенија, па бараат од нас да се напише жалба или бараат да се напише тужба. Народниот правобранител ја нема таа надлежност, значи ние не пишуваме писмени поднесоци на барање на физичките лица. Затоа има одделение за бесплатна правна помош во склоп на Министерството за правда и таму има формулари во колку се ги исполнува условите, граѓанинот може да добие таков правен акт. Ви благодарам на интервјуто.